Почитувани, секоја држава има мафија, само Република Македонија се претвори во држава на мафијата. Што уште треба да се случи и каков ли извештај треба да излезе за Оливер Спасовски и неговиот ментор Зоран Заев да поднесат одговорност за своето однесување и намерно или ненамерно замижување пред цутењето на криминалот во државата, за кое што веќе и меѓународно се анализира дека има политичка поддршка. Извештајот на глобалната иницијатива против организираниот криминал, презентиран неодамна во Виена, ги открива спрегите на организираниот криминал на Балканот и недвосмислено пишува дека криминалните групи во Македонија уживаат политичка заштита. Пишувајќи за жариштата, се наведува дека главните криминални групи во Скопје се групите од Арачиново, Кондово и од Грчец, и тие уживаат политичка заштита. Тие ги водат трговијата со дрога, кражбата на возила, шверцувањето мигранти, но имаат и легални бизниси, како што се наведува, кои што овозможуваат транспорт за шверцот и можност за перење на пари. Според пренесено сведоштво во оваа анализа на полициски службеник за делувањето на граничните премини, пишува дека службениците на граничните премини се под контрола на партиски функционери, при што се овозможува шверц во замена за поддршка за владеачката партија. По полноќ, околу 3 часот, се стои во сведоштвото, полициските и царинските службеници често добиваат наредби од нивните шефови да ги исклучат сите камери и да замижат за околу половина час, за што добиваат соодветна награда. Тогаш минувале камионите на криминалните групи, кои што се во спрега со власта. Почитувани, Оливер Спасовски и Зоран Заев мора да кажат кои се тие политичари кои што стојат зад организираните групи од Грчец, Кондово и од Арачиново што се наведени во извештајот. Дали и кои други криминални структури уживаат политичка заштита во замена за поддршка или лично богатење? Кои или кои се тие што наредуваат да се гасат камери и да се премижува на граничните премини додека се одвива нелегалниот транспорт? Дали ваквите дела се во врска со изјавата на Заев дека сопрел истрага за корупција за членови во владата? Дали делата се поврзани со фотографиите и фотографираните заедно со Заев, односно со звучни имиња од подземјето? Дали Спасовски и конечно ќе ги расчисти низата убиства, како она на Партизанска во Скопје, или пак до кога убиецот на Мартин Јанушев ќе шета на слобода? Почитувани, Зоран Заев и Оливер Спасовски ја претворија Македонија во ветена земја за криминалните структури. Цвета криминалот, цвета корупцијата, шверцот и трговијата на наркопазарот, додека странски извештаи пишуваат дека за тоа има политичка поддршка. Во меѓувреме, државата тоне и социјално и економски и во секој поглед. Заев, Спасовски, ова е срамно. Заминете си, граѓаните не заслужуваат ваква криминогена власт. Ви благодарам